Така наречената декларација со црвени линии, која се однесува на уставните измени, која треба да го откочи процесот на евроинтеграција на Македонија, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Венко Филипче, ќе ја обелодени најдоцна до вторник. Овие денови ќе биде спремна резолуцијата и во текот на следната недела на почетокот, во понеделник или вторник, јас сакам таа резолуција да ја образложам пред јавноста, пред медиумите и во исто време да ја поднесам во парламентот. Тоа е резолуција која што сметам дека треба да биде една форма во која што сите партии треба да дадат своje мислење, нека има свој инпут, не е нешто што е непроменливо, туку е наше мислење, наш поглед, наш став за работите. Еве во понеделник или вторник ќе објаснам и детали, и после поднесувањето во парламентот, согласно распоредот за работа на седниците, да и таму дебатираме. Намерата на Филипче е следнава. Сметам дека е најдобро да партиите ја разгледаат, да дадат своји предлози и после тоа да ја дебатираме во парламентот, за да едноставно не се сето ова злоупотреби или искористи за било какви теснопартиски интереси, поради тоа што е многу важна тема. Од своја страна, на прашањето дали декларацијата би ја поддржал, премиерот Христијан Мицкоски изјави: Јас со нетрпение ја очекувам декларацијата, односно резолуцијата за црвените линии, и тоа веќе го кажав. Се надевам дека се уште постои демократски капацитет во СДСМ, откако ќе ја презентираат, да сочекаат да и ние, другите политички партии, дадеме своje мислење по текстот на истата. Затоа што ако мислат дека ние априори ќе ја прифатиме, тогаш навистина јас сум збунет, бидејќи демократијата така едноставно не функционира. Ти представуваш нешто и другите акламативно го прифаќаат, тоа е во едни други времења кои што одамна заврши. Така што јас со радост ја очекувам декларацијата и се надевам дека ќе имам неколку дена можност детално да навлезам во суштината, целите и намерата на истата и ние како ВМРО ДПМН да учествуваме во делот, текстот на таа декларација за црвени линии.